Добар ден, почитувана публика, и добре дојдовте во 34-то издание на видеоподкастот Гласот на Слободна Македонија. Јас сум вашиот домаќин Пабло Ескобар, овој пат повторно со мојот верен соговорник Јордан Петровски. Добар ден. Добар ден. Добре ни дојде. Уште подобро ве најдов. Се надевам дека сега веќе полека ќе бидам почнат с гостин. Да, па уште јас би рекол уште овој месец ќе биде. Да, ќе биде така, критичен и потоа ќе бидеме послободни. Еден месец ќе правиме пауза за тоа што каодично ќе одите заслужен одмор. Да. И после тоа кога се вратите со свежи сили, може би ќе правиме 2 емисии неделно. Да. може би и 2 дневно. Може, да. Се е можно. Се е можно. Денешнава емисија ќе одиме малку така без план, имаме некои замисли имам во главата, па ќе видиме дали точно ќе излезе така или нема да излезе така. Минатава недела за прв пат, сега во Канада се во тек изборна кампања, и она што се слуша се почесто е дека сето ова не наликува на Канада. Минатата недела за прв пат почувствував комунистички, да кажам, џган во Канада. Тоа беше на еден, не беше баш митинг, туку повеќе беше панел дискусија во врска со слободата на говорот, која беше организирана од мојата партија, Народната партија на Канада. Со лидерот на партијата и еден кандидат, и двајца кандидати и еден јутубер, Дейв Рубин, може би го знаат луѓето. Она што се случи и што изби како голема новост, која што веќе насекаде на светот се виде, е токму овој напад на една стара бабичка од страна на групата Антифа. Антифа е кратко за антифашисти, што впрочем е само продолжение на оној комунистички напад врз слободата, смрт фашизму, слобода народу. За жал ние избегавме од таму, од комунистичка, односно технички посткомунистичка Македонија, само за да дојдеме во Канада и тука повторно да ги начекаме истите проблеми од кои што се надевавме дека бегаме. Што е сега она најсимптоматичното тука? Симптоматично е што многу работи кои што се случуваат во Канада денеска се работи кои што се случуваа во Македонија во изминативе 30 на години, а некои работи се обидуваат комунистиве, левичарите да ја направат, впрочем, повторување на 45 до 50. Тоа е оној црвениот терор на Титова комунистичка Југославија, кога луѓето били изгладнувани, се извршувани масовни ликвидации, монтирани судски процеси и била конфискувана приватната сопственост. Се повеќе и повеќе на Твитер, на социјалните мрежи може да се слушнат изјави од професори на факултети, кои што велат дека не можат да чекаат не можат да ја дочекаат веќе комунистичката револуција, веќе сакаат комунистичка револуција денеска, сакаат смрт на капитализмот, и капитализмот го поистоветуваат со европското христијанско бело население. Што впрочем и до некаде е точно, бидејќи капитализмот потекнува од Европа. Истовремено ти напиша некои текстови во врска со Македонија, што мислам дека двете работи не се баш така неповрзани. Па да почнеме со првиот текст. Но сакам пред да почнеме со текстот. Да една денешна случка која ми се случи. Да. Имено Европската Унија
Советот на Европа донесе нова резолуција, Да. со која јасно ги изедначи фашизмот и комунизмот. И за прв пат во резолуцијата се бара отстранување на сите комунистички обележја, споменици. Денеска на Facebook се обидов да го проширам тој новинарски текст и бев баниран. Не можам да ширам. Иако не се работи за пропагирање на фашизам или на било што. Да. Се работи за пренесување на текст на Совет на Европа, на резолуција на Совет на Европа, за која слобода веќе зборуваме на Запад, кога Фейсбук си зима за слобода да забранува ширење на резолуција на Совет на Европа. Да. Тоа е веќе многу сериозно дејание кое работи исклучиво против слободата на говорот и на мислата. Да. Па, симптоматично е, например, и начинот на кој што се пренесе овој инцидент, посебно конкретно зборувам околу нападот врз старата бабичка, која што се обидуваше да помине ова зебра, да помине улица. И беше нападната од тројца или четворица антифи, кои што едноставно и го попречија патот. Гледаме, на сликава гледаме, станува збор за бабичка со помошно средство за одење. Тие застанаа на патот и не ги даваа да пројде. На истиот овој митинг бев и јас. Кога јас поминав, се тргнаа како да се двои Црвеното море. Имаше еден човек, ако не беше негде 1,90 и 200 кила, јас мислев дека е еден од нив, дека е од антифите. Зашто нон-стоп се вртеше околу нив. Никој нити го чепка, нити ништо. Кога го видов после, тој бил исто од нашата страна, да кажеме. Не смееше никој да го чепне него. Ги напаѓаа бабите, жени, ситни мали мажи напаѓаа. Кога видов кои се всушност, и сега можеби тука е причината зошто станува збор за вакви перфидни и, како да кажам, подмукли начини на борба. Всушност во оваа антифа јас не видов еден маж. Имаше 70% жени, девојчиња, студентки и остатокот беа она што не би можело да се дефинира како маж. Слабаци, жголјави, испоснети, бледи, луѓе кои што само биолошки можеме да ги туриме дека се во машкиот пол. Меѓутоа, луѓе кои што немаат ниту ронка машкост во нив. И всушност, тука некаде лежи и коренот, јас би рекол, на комунистичката идеја. Комунизмот ги привлекува послабите, неспособните, да, токму така, неспособните. Затоа што само неспособните очекуваат да добијат нешто без работа. Да, следување. Тоа е основната дефиниција. Нема што понатака да разговараме кои се комунистите. Да. Само општествениот талок, неспособен за ништо, кој не сака ни да работи, ни да размислува, едноставно да вегетира. Да. И сега, например, овие антифите протестираа против нашата партија, оти велат дека ние сме партија против имигранти. Јас, државната телевизија CBC правеше некакви си репортажи тука и ме прашаа мене дали би сакал да дадам изјава. И една прашањето на новинарката беше, па добро, зошто го поддржуваш Максим Берние и зошто ја поддржуваш Народната партија? И јас реков, па, видете, јас сум бегалец, кој што станал државјанин со тек на времето, меѓутоа јас сум бегалец од комунистичките режими на Југославија. Сега, додадов дека тоа што го работи Трудо со неговата политика
дека ќе доведе до исто сценарио кој што доведе до распадот на Југославија. Тоа CBC секако не го вклучија во мојата изјава, меѓутоа овие луѓе кои што велат дека се наводно за љубов и за толеранција и за примање на имигрантите и на вдомување на бегалците и на сето тоа, тие впрочем повеќето од нив се деца на професори универзитетски, повеќето се токму онаа црвена буржоазија кои што немаат нити грам чувство за што значи да бидеш вистински бегалец или човек кој што минал низ некаква тешкотија. И сега тие на мене ми викаат дека јас сум антиимигрант. Има уште една многу битна работа. Зашто луѓето не разбираат зашто ние како бегалци сме против ваквата политика која се спроведува и се прифаќаат емигранти или бегалци без да се спроведе она ништо сме поминале ние. Да. Со овој начин на политика кон бегалците и кон емигрантите се отвараат вратите, се прави една нееднаквост во барање за да може да се дојде во Канада, во САД, во Западна Европа. Да. Граѓаните од Македонија, нема да одам за други да говорам, немаат можност, тие подлежат на процедури. Да. И тоа строги процедури за влез во Канада. Да. Зошто некој од Сирија, или од Африка, од кој, далечниот исток. Ајде, далечниот исток да го ставиме, сепак тие се биле колонии на зборувам Пакистан, Афганистан. Ама Пакистан е бил, меѓутоа Афганистан не. Афганистан, да. Тие сепак имаат култура малку наследено како како може тие сега да дојдат овдека и да се вклопат во овој систем. Многу лесно кога разликата е во стотици години. Културолошка и цивилизацијска. Во стотици години. Да. Тука е проблемот. И затоа ние треба да го кренеме гласот. За да ги заштитиме нашите. Кога велам нашите. Зошто, велам повторно, зошто македонците да ги немаат истите права да дојдат тука. Да. Еве, бегалци се. Да. И ќе ги примиме без процедура. Да. Не. Сега, например, примаме африканци, латиноамериканци, зошто? Затоа што имало криминал во нивниот град. Или имало корупција во нивната општина. Имало, не знам, домашно насилство. Да. Тие не се причини за тоа не се услови исполнети за добивање на бегалски статус. Зарем нема корупција во Македонија? Сега, што всушност прави Трудо и неговата лева тајфа низ целиот западен свет? Тие спроведуваат истата политика која што ја правеле турците на Балканот. Да. Тие свесно населуваат малцинства, односно населуваат народи, етнички групи од сосема различна културолошка и верска и етничка позадина во сред општество кое што тие нормално ќе бидат проблем. Да. На сред ова општество и веќе се гледа, еве низ Европа имаме места каде што шаријатот владее, каде што има како што еве во Македонија веќе постои со децении наназад оние области каде што полицијата не смее да влезе. Веќе тие зони тоа се викаат no-go zones, веќе ги има во Британија, ги има во Франција, во Германија, во Шведска. И полека но сигурно тие зони почнуваат да се појавуваат и тука во Северна Америка. Проблемот е, ако ние, европејците, не се заштитиме себе си, односно не направиме, барем додржиме едно упориште на слободата и демократијата, тогаш нема каде да се оди. Да. Значи, ова патешествие започнува уште
со откривањето на Америка на Колумбо. Тој открива нова земја. Тогаш се отвара пат за дисидентите во Европа да можат некаде да дојдат на мирен начин да си ги решат проблемите кои што ги имаат со властите таму. Да. Значи, 4 векови имаме еден систем каде што едноставно оние кои што идеолошки се разликуваат по било која причина од нивните етнички браќа можат да дојдат во Северна Америка и со своите етнички братучеди заедно да прават една култура, да прават стабилна држава. Меѓутоа, сега она што го прават елитите моментални е се наменето да се наруши тоа последно упориште и да нема веќе каде да се бега. Па мислам дека тоа се прави од една многу, како да кажем, причина лична за политичките елити. Одека по Канада, секогаш кога либералите се на власт, доселувањето во Канада е уште многу послабо регулирано. Да. Бидејќи либералите очекуваат дека така добиваат своји гласачи. Да. И тука тоа е секаде политиката, личниот интерес на политичарите ги прави проблемите. Да, сега тука да го дообјасниме тоа зошто е тоа така. Либералите секако водат левичарска политика, на еден начин или на друг, тие водат Тие се левичарска комунисти, политика. нема што да само името им е. Да. Сега. Капитализмот и демократијата изникнуваат само на едно место во целиот свет, а тоа е во северо-западна Европа. Да. Па, добро, западна Европа, бидејќи впрочем капитализмот се раѓа во Венеција. Да. Значи, капитализмот и демократијата единствено се развиваат во Европа. Античка Грција, Рим и после потоа овие остатоците од Римското царство, западна Европа. Демократијата и капитализмот се неверојатно уникатна појава во историјата на светот. Сега, ако доведуваме луѓе од Африка, од Азија, па дури и од Русија, дури од поранешниот комунистички систем. Тие луѓе немаат врска со капитализмот. Тие луѓе немаат врска со капитализмот. И сега, тие луѓе гласаат за либералите во Канада или за овие уште поцрвените од нив, или во Америка гласаат за демократите. Во Мексико, едноставно во Латинска Америка менталитетот е комунистички, менталитетот е социјалистички. Луѓето немаат иницијатива. Немаат лична иницијатива и секогаш бараат некој друг да ги штити. Едноставно, двата типа на луѓе се луѓето кои што сакаат да водат и луѓето кои што бараат некој да ги води. И тука е компромисот мора да биде, еквилибриумот мора да се најде исправен. Тоа е она што Европа успеала да го направи во средновековието. Таму имаме елити кои што сваќаат дека ќе добијат полојално население доколку им дозволуваат поголеми слободи и подобар просперитет. Ќе имаат полојално население и ќе имаат поголеми такси. Поголема основа за такси. Спротивно, населението вика, овој владетел ми дозволува слобода, ми ја гарантира приватната собственост, кога ќе дојде време за војна, ќе го пратам мојот син. Кога ќе дојде време даночникот, кога ќе ми тропне на врата, ќе му дадам се што сака. Меѓутоа, тоа е уникатно. Најдобар пример, бидејќи тука, кај што живееме во Канада, е земјоделскиот дел на Канада. Луѓето кои доаѓаат да работат тука на фармите се од Јужна Америка. Значи, тие имаат уште подобри услови природни за развој на земјоделие. Таму земјоделието не е развиено. Не е развиено. Единствено е развиено преку овие западни корпорации кои што имаат плантажи таму. Ама тие ги бркаат тие се капиталисти кои ги експлоатираат. А доаѓаат тука да работат на фармите. Живеат во интернати. Живеат во полоши услови него што имаат дома. Живеат без семејството. Без семејство. Мислам, тоа е, како велам,
полоши него дома, живеат без семејството. Да. И сега таму е лош капитализмот, Да. да биде а овдека доаѓаат во капитализам да работат, тука е добар. Да. Што е, каде е грешката? Да. Грешката е во менталитетот Да. на тие луѓе. Тие можат 3 пати повеќе да произведат во природните услови кои ги имаат, Да. него Канада во овие услови кои ги има. А што прават они таму, што одгледуваат најмногу? Марихуана и кокаин. Кокаин. Она што е најлесно да се заработи. Да. И сега тој што Ескобар Да. или оној Чапо. Тие не беа капиталисти, не беа злосторници. Да. Им ги труеа децата. Труеа низ цел свет деца Да. и младина. Тие беа окей. Тие се борци за народот. За народот. Што е? Тие луѓе не можеш да ги разбереш. Да. И Како никој што не можам да разберам комунист кој ќе почне да расправат дека имал бесплатно ова, бесплатно она. Тоа е таа Да. искривена свест. Да. Еве сега, значи докаде е дојдена ситуацијата овде. Започнав да зборувам па се оддалечив од темата. Начинот на кој што печатот ја пренесе веста за она што Да. се случи Во Хамилтон. во Хамилтон. Значи првин веднаш штом стасав дома, прегледав интернетот, првите вести, насилство избива на митинг на Народната партија. Да. Како насилство избива? Од што? Од небо ли падна? Од Кој се земјата ли се кој го пера? предизвика Како насилство? насилство падна? Значи јас бев таму тоа беше околу час време пред да почне митингот. Во тие негде 75 минути или 60 минути колку беа, имаше околу 3 или 4 некакви, да кажеме, конфликти, кошкања беа. Зашто зборуваме за жени Да. и за слабаци. И еден сириски имигрант, овој Лепотанов овде. Значи повторно и нашите имигранти се подобри од нивните имигранти. Значи имаше 3 или 4 кошкања, сите тие завршија со апс. На крајот ги пуштија сите уапсени безусловно. Меѓутоа, веста беше дека избило насилство на десничарски настан. Не пишува од кого отпочнало. Сега после почнува во текстот вика имало мирни протестанти на настан на Народната партија. Па чекај, зошто прво зошто тие луѓе протестираат? Да. Што мајка бараат да протестираат? Панелот беше за слобода на говорот. Нека влезат натре. Нека слушнат. Контраргументи нека дискутираат, нека се обидат на културен начин, на демократски начин, дејќи дали тие се борци за демократија, Да. антифа. Да. Така се декларира. Така се рекламира. Демократски начин е преку аргументи да докажеш дека ти си во право. Да. Силата ја користат само малоумните. Да. Сега, потоа што беше? Даваат, значи, изјава не од нашиот организаторот на целиот настан, туку од организаторот на протестите. Да, антифа. И вика, ова што се случи со старата бабичка, тоа не ги представува нашите чувства, тоа не ги представува нашите погледи на светот. Овие луѓе никогаш не сме ги виделе. А сите носеа беџеви антифа, баклави на главите, излезе после дека сите се платени професионални протестанти. Тие луѓе не ги представуваат нашите интереси, тие нашите замисли. И повторно вика, значи дошло до тепачки меѓу протестантите и контрапротестантите. Значи сега полицијата станаа контрапротестанти. Затоа што кошкањата беа, значи, например, некој што откупил карта за настанот да влезе, ќе се обиде да мине низ нив, тие ќе се кошкаат со него. Полицијата беше таа што се тепаше. Сега, значи, полицијата испадна контрапротестанти. Значи, имаме веќе појава на новинарство, какво што го гледавме во Македонија во изминатите 70 години, меѓутоа посебно во изминативе 30 на години.
и денеска. Да. Најмногу денеска. Да. Посебно во овие последни, па би рекол, од некаде 94-та, од најголемиот фалсификат изборен, кога Глигоров победи, па навак, од тогаш веќе не постои новинарство во Македонија. Постои Гебелсова пропаганда машинерија. Да. Сега, кој е одговорен за креирањето на таа новинарска фела во Македонија? Зашто има разлика меѓу стилот на новинарство докај 93-94 и после 93-94. Има извесна измена, бидејќи до тогаш беа апла комунисти, сите беа новинарите си беа комунисти и но имаше некои напори, особено морам да бидам коректен до крај, ти си бил помал во тие години, не ги паметиш доволно работите. Имаше една група на новинари, Теофил Блашевски, Илија Максимовски, покојниот Мокров, да. потоа покојниот Чашуле како директор на радиото, правеше силни напори радиото да биде навистина радио на сите, не на една партија. Поведе емисии, јавување во живост. Направи многу работи, направи многу дискусии, сочелување меѓу водачите на партиите, но сето тоа замре кон крајот на 90-ти, веќе во половината на 93-та година кога почна, дојде до смената на името, а веќе се заврши со фалсификатот на изборите 94-та година. И зошто се случи тоа? Во меѓувреме во Македонија се инсталираше фондацијата Сорос, која веќе почна да креира новинарски школи, да плаќа новинари за да протежираат и пласираат оно што сака да го наметне фондацијата Сорос. Некаде прочитав еден фрапантен податок дека низ обуките на фондацијата Сорос се поминати околу 3000 млади луѓе како новинари, за Тоа за Канада е огромна бројка, па за Македонија од 2 милиони души. И затоа ќе се вратим сега на овој текст што го спомнати во почетокот. Текстот што го напишав. За добивање датум. Да, за добивање датум. Текстот е насловен Добивање на датум за почеток на преговори, само ќе го продолжи беззаконието, криминалот и корупцијата. И тука новите херои на ДПМН Геровски и Милчин се главните актери, протагонисти или да се добие датум. Наводно се добива на датум, ќе се попречи. Ќе се стави крај на корупцијата, криминалот, беззаконието. И пак, јас сум постар. Да се ми доаѓа на ум она заклучокот на извршниот Совет на Република Македонија за причините за она што се случува во Македонија, каде е главната вина. Да, дека службата ги има под контрола сите општествено-политички работници, универзитетски професори, новинари, па дури и членовите на извршниот комитет, да, на извршниот совет. И сега, повторно, не може никој да му убеди дека тоа не го знае Милчин и не го знае Геровски. Тие се тие кои тоа 40 на години, Геровски, како новинар и дописник како новинар на комунист, кај што се знае кој можел да влезе
да биде новинар во едно такво гласило. Мора да имаш операција на мозокот и да ти е пресаден дел од мозокот на Ленин, Сталин и на Маркс и Енгелс. Така да не можеш да бидеш нормален човек. Мора да тоа да ти биде мисла водилка на целиот живот. Да. Тоа што Геровски го формираше дневник, ама никогаш не разбравме од кои пари и како. Тоа беше една слика, една голема монтажа, дневник беше наводно проопозицијски во старт, за да привлече публика и да се створи доверба кон него. Тоа е стара една удбашка игра. И кога дојдоа изборите, дневник се врати на старите позиции, оно му каже треба да биде. 2001 година, кога почна војната, колумнисти во дневник беа најтврдите антиамериканци. Да. Денеска зошто ги нема архивите на ниеден од тие весници? За да не видиме што пишувале во кој период, за да новите генерации им биде полесно да ги воочат игри. Немаш избори од кај да ги извлечеш како се однесувале и што правеле. И нормално ги прифаќаш нивните денешни ставови дека се тие такви биле, бидејќи луѓето ретко кој може да поверува дека човек може да прави салто мортале на секој неколку години. Да. Од комунист да стане антикомунист, па пак да стане комунист. Да. Тоа е впрочем она што Орвел во 1984 година го ословува како мемориска дупка. Да. Значи има едно одделение во управата за државна безбедност, односно во Министерството за пропаганда, кој што оди низ архивите на Нова Македонија и вади известни статии кои што се фрлаат во една дупка каде што постојано гори огин. И кото тие ги снемува, нова историја се пишува. Гледа сега, вчера ми налета, има една слика на Глигоров, председател, со сликата во кабинетот кога знамето од Кутлеш беше официјално македонско знаме. Да, сликата е од постер за изборите 94-та. Сликата е сега е направена марка, поштанска марка. Ама на сликата веќе не е знамето од Кутлеш. Кутлеш туку е вентилаторот. Да. Сега што знаме. За некоја година веќе нема кој да памети дека таа слика е фалсификувана. Да, па и уште што ќе биде полошо сега? Што ќе биде полошо? Ќе биде најлошото ќе биде што сега оваа слика што циркулира во овој формат со двете знамиња, за некоја година ќе почне да се тврди дека ете Киро беше херојот, Киро беше патриотот. Ама еве го сменија. Значи во негово време знамето беше тоа. И тој со тоа знаме настапуваше. Затоа што веќе уште сега добивам различни пораки од младинци кои што се родени некаде после осамостојувањето, кои што ми викаат, ама Киро беше вистински патриот, ете, гледаш и на 8 септември стратешки беше направен референдумот на 8 септември затоа што тогаш е формирана таа независна држава Македонија. Дека тој бил од големо патриотско семејство, од Штип, најпатриотскиот град, највмровскиот град. И значи, што со сила го натераа да дојде да се качи на бината, тоа не го кажува никој. Да. Тоа е постојат записи за тоа, постојат документи. Дека Глигоров не сакал да дојде на плошта. Да. Затоа што иако референдумското прашање беше манипулативно, сите знаевме за што се гласаше. Да. Ама бидејќи ајде малку неисправно ќе беше тогаш да беше прашањето чисто. Да. Иако не поминеше референдумот, ќе знаевме со колку имаме работа. Да. И за година-две пак имаше нов референдум на кој
ќе се изгласаше вистинска самостојност. Но точно ќе знаевме дека треба да направиме лустрација уште тогаш, да го исчистиме плевелот од општеството. Но И па 91 впрочем се случи она исто што се случило некаде 44-45 со капитулацијата на Бугарија и подготовките за што ќе се прави натаму. Ќе одиме ли на Солун, ќе се правили обединување на Македонија, кога Темпо и комунистите го превземаат партизанското движење во Македонија. Тоа е 43-та. Па денеска тоа е баш сакав да го тоа, мислам беше поентата да го чепнем. Денеска се слави датумот кога е донесен тој манифест. Тоа е крај на 43-та година. Да. Манифест со кој народно-освободителната борба го губи карактерот за национално демократска народно-освободителна борба, туку се преименува, преориентира на борба за комунистичко уредување и за формирање на Југославија. Да, за обнова на Југославија. За обнова на Југославија. Тука веќе после тоа почнуваат чистките. Рацин, Карпуш, многу други што не ги знаеме по име. Да. После 45-то дењето во затвор на Бршнаров, на Шатев, на Ченто, на еден куп Соколов, Лазо Соколов, на еден куп луѓе кои биле за национална македонска држава. Да. И за обединување. И за обединување. Така да денеска се протнува таа сега идеја и вчера се славеше тој ден. Да. И каде уште има уште една поголема како да кажам игра. Наводно Венко Марковски е писателот на тој. Е сега, ние за Венко правиме две приказни. Дека е македонски националист. Се помалку зборуваме дека Венко е тврдокорен сталинист и комунист. Да. Свесно се прави таа. Имав пред некој ден дискусија со Вида Бојава на таа тема и со внукот на Венко Марковски, кој го носи Вени Марковски, кој е во Америка. Тие не признаваат дека се обидуваат да не признаат дека Венко како сталинист оди на Голи оток. Да. Но тврдат Вида вели дека оди затоа што бил пробугарски ориентиран, а Вени вели дека затоа што напишал една стихотворба. Но. Венко е 48 година осуден за сталинизам и е ставен во куќен изолација и куќен притвор. Семејството му е преселено во Кичево. Така да тогаш не смееле Венко да го пратат на Голи оток. Рече Венко имал преголем углед меѓу комунистите. И затоа и сега повторно се прави манипулација. Венко го пишува тоа затоа што Венко е комунист. Да. И тој е интернационалист. Да. Определба. Да. Неговиот сталинизам не е сталинизам затоа што го сака Сталин. Сталин е интернационалист. Да. Информбирото и комитетата се тврви кои треба да го направат комунистичко движење интернационалистичко тоа е идејата која сега ја туркаат либераливе. Една држава цел свет, Да. една влада цел свет. Тогаш требало да бидат русите, Сталин и компанија да биде Да. власта, уредувањето да биде комунистичко. Да. По советски терк. Сега Брисел и Дип Стейтот во Америка, Обама Да. и Сорос, Да, партијата во сенка на Сорос. на Сорос, го туркат истото. Да.
И сега сега за сега не се оди на чисто комунистичка определба, затоа што мислам дека се уште не вкусна за преголем. Да, рано е уште да го... И се оди со ова така наречена неолиберална, меѓутоа тоа всушност е полусоциализирана економија. Денот кога ќе дојде да се инсталира, кога ќе се инсталира власт, и комунистите 44-та не били 45-та, додека не ја освоиле власта. Ранковиќ убаво вели: како навлегувавме во слободените градови, така убивавме и чистевме. Да. Се што е против нас. Да. Сега да се навратиме на 43-та година. Го немам пред мене извештајот, меѓутоа сум го спомнувал и друг пат, го имам во некоја друга емисија. 43-та првата белешка од падобранец кој што е спуштен од сојузниците, американски војник, кој што е слетан во Македонија да содействува со партизаните. Да. Значи, тоа се обично биле тимови од двајца, еден радиооператор и еден разузнавачки агент. Тие двајцата, впрочем, главната нивна мисија била да одржуваат контакт со Бари, кој што одредувал колку воена помош ќе се доставува и кога. Американецов слетува некаде околу Лесковац, па се спушта по долината, се качува на Козјак планина и тука почнува први. Да. Тука почнува со првите групи да се организира и прави патешествие по источниот дел на Македонија, од Осоговските планини па се доле до Кајберова. И всушност го објаснува начинот на кој што партизаните почнуваат, значи од еден одред од неколку души на Козјак, стигнуваат до преку 100 регрути, ако не и повеќе. Како одат од село на село, тие им велат на селаните: ова е војска за ослободување на Македонија. Нема србите да се вратат. Ќе правиме македонска држава. Значи тие ги примамуваат македонците со идејата за обединување на Македонија и после година дена се е завршено, стануваме комунистичка партија. Значи тоа го направија после со, како што реков, со 91-а што се случи. Повторно беше ќе правиме македонска држава. Да. Ама за да влезе повторно во нов сојуз на југословенски држави. И сега влегувањето во ЕУ колку е реално, бидејќи читаме на друга страна, гледаме дека се заговара Балканска унија. Да. Сега да го разгледаме тој план. Имаме 85-та година планот на Бранко Мамула, кој што тој го обзнанува во негова книга некаде околу 2000-та година. Случај Југославија. Да. Значи што беше планот? Обнова на да се преброди кризата на национализам која што доаѓа, да се примири бунтот против комунизмот во Европа. А впрочем, што е тој националистички бран? Тој националистички бран е само одговор на економската небиднина која што е неизбежна во социјализмот. Значи Југославија, сите велат Тито умре и Југославија се распадна. Не. Југославија ќе се распаднаше и Тито да беше жив. Тогаш, затоа што веќе кога умира Тито, веќе Југославија банкротира. 80 е банкротирала Југославија. Да. И целата деценија од 80-90 година е само повторување на банкротот. Да. И веќе значи Југославија како комунистичка држава не може да опстојува повеќе натаму и мора да се распадне за да се покрие банкротот. Така. И тоа е всушност раѓањето или обновата на национализмот. Затоа што во тој период имаме се помалку и помалку пари кои што се слеваат од надвор, а секако во децениите претходно, особено од некаде како беше негде 65-та на натаму, Југославија се повеќе и повеќе добива поголема помош од надвор. Значи животниот стандард почнува да расне и сега сите пари што се слеваат од надвор се помалку, релативно помалку вредат. Да.
И што настанува? Настанува впрочем борба за плячката. Кој да ги Кој земе? ќе ги земе парите? И за тоа се јавува национализмот повторно Да. во Србија, во Делбата на Словенија, во парите. Хрватска, во Делбата на парите кои доаѓаат од надвор. Да, Кој ќе земе поголем дел од нив? да. Сега, значи, се прави планот да се преброди кризата и да се повторно да се прави обнова некаде после една генерација. Што е клучно тука? Клучно е што веднаш се приклучува Џорџ Сорос и неговата организација. Сега, кој е Џорџ Сорос и зошто сега одеднаш? Зошто ние постојано викаме дека тука се комунистите во прашање, комунистите во прашање? Комунистите се пробиваат во Америка уште од самиот почеток. Еден од главните советници на Рузвелт и неговата десна рака во Јалта е човек со име Алџер Хис. За него се шпекулирало уште тогаш дека бил комунистички шпион. 60 на години подоцна излегува и разбиените телеграми на КГБ, која што ЦИЕ успеа да ги добие и ги обзнани. И точно испадна дека човекот бил комунистички шпион. Тој бил само еден од една цела мрежа на комунистички шпиони. Целата администрација на Рузвелт во 30-тите години е облиена со комунисти и со комунистички соработници. Интересно е што главните соработници, првите соработници на КГБ на Западот, тоа е петорката во Англија, сега имињата точно не ги памтам. Од петмината, мислам дека тројца беа евреи, а двојца беа хомосексуалци. Значи станува збор за луѓе кои што се отпадници од нормалното општество, кои што на еден начин или на друг начин не се чувствуваат како дел од нормалното општество, што повторно ме враќа на овие чудаци од Антифа. Испиени, избледени, не јадат месо, не пијат млеко, не работат, се нешто им следува. Сега, значи во Америка имаме едно комунистичко движење кое што веќе го прави тоа се овие конзервативците го викаат бавниот марш низ институциите. Да. Значи уште тогаш започнуваат комунистите да навлегуваат. Што прави Рузвелт во 30-те години? Тој американската администрација ја експонентно ја шири. До тогаш во Америка администрација малтене немало. Од тогаш администрацијата почнува да биднува огромен дел од економијата и од општеството. Значи Deep State-от започнува тогаш. Луѓето како Сорос, например, Сорос никој не знае како тој ги створил неговите милиарди. Наводно бил генije, финансиски генije. Му дали една јаболка, тој не ја нашал јаболка на улица, не ја изел, ја продал. Да. Купил две. Купил две, потоа купил 4-6 и така ги направил парите за 5-6 месеци. Да. Има еден многу интересен документарец за како Сорос ја сруши фунтата. Да. И многу интересно што тоа се случува паралелно со рушењето на Маргарет Тачер од страна на Џон Мејџор. Да. Џон Мејџор е глобалист. Да. Сега точно која беше нешто беше околу склучување на некаков договор со, мислам дека беше со Европската унија. Маргарет Тачер одбива да го предаде суверенитетот на Британија и се прави внатре во партијата и се прави пуч. Таа паѓа, за многу кратко време Сорос ја руши фунтата. За таква операција, барем според моје скромно знае, не може да се направи таква операција ако нема помош на други држави. Да. Сорос не може да направи сам. Со 5-6 милиарди, 10 милиарди да истори на пазарот. Британската економија. во тоа време британската економија беше втора, мислам, или трета најголема на светот. Ове во илјадници милиарди, да. Некој ќе ја сруши фунтата со 10 милиарди или 15 со интервенција на
Па е... Но... Значи, што е всушност работата? Работата е дека КГБ, уште од самиот почеток на Советскиот сојуз, почнува да инсталира своји луѓе во Западот. Под кога е паролата Америка и Европа и Енглеска биќе земја пролетарска? Да. Од самото, од 19-20 година, од самото инсталирање на од успех после успехот на Окторијска револуција, таа парола оди во оптек. Да. Бидејќи се свесни, Ленин е свесен дека ако не го уништи Запад, комунизмот нема да успее да го освои светот. Да. Значи, уште од самиот почеток имаме инсталации на КГБ на Запад. И сега, тие инсталации комунистички на Запад, тие се оние кои што го промовираат обстојувањето, односно, тие го створаат овој период на, како да кажеме, сега живееме овој, впрочем, овие 30 години испаѓа дека се биле само еден летво место. Да. Општеството вегетира. Иако сега имаме од тога што сега интернет и бежични работи на друго. Тоа се технолошки работи кои немаат врска со... Да. Впрочем, општествено, посебно на Западот, не само што вегетира, туку и стагнира и оди на надолу. Веќе гледаме, квалитетот на образованието, квалитетот на печатот, се оди на надолу. Квалитетот на животот воопшто оди надолу и покрај тоа што материјалните добра се подобри, се потешко е, например, посебно дека станува збор за белците, се потешко е да се најде разумен партнер. Да. Затоа што Антифа се 70% бели девојки, да, кои што се индоктринирани, на кои што им е изваден мозокот, на кои што им е исперен мозокот и кои што се мразат самите себе си. Да. Сега, интересно е тука што јас како што реков, она што е најзабележително за овие антифи, кога ќе ги погледнеш од блиску, е колку се испоснети, изгладнети, бледи, колку нема во очите нема живот. Тие веќе, значи, доброволно си го прават она што власта во Македонија, односно во комунистичка Југославија, го направила од 45 до 51. Тоа е изгладнувањето на народот. И тоа е она што не му успева на кралот Александар од 29 до 41 во првата итерација на југословенството, а успева на Тито од 45 до 51. Да. Тогаш не се прави, значи во кралот Александар не прави изгладнување на народот. Тука се оди на еден насилен начин да се направи асимилација, да. Меѓутоа едноставно само со стап, без никаков морков. И не се прави никакво психолошко, освен она тепање, да. Не се прави еден по-суптилен, по-длабок начин како да се скрши кичмата на човекот. Комунистите првин ја ликвидираат интелигенцијата, стопанската елита и се друго, и потоа одат на изгладнување на народот. И додека Кралска Југославија го забранува едноставно образованието за првата деценија, да. Комунистите веднаш почнуваат првин со пропаганда и со училишта. Со нивно образование. Да. И сега тука веќе од 65-6, односно од 68, образованието веќе комплетно станува заробено од комунистите. Па тука е многу мина спорат со мене за тоа што јас го говорам. Но тогаш КГБ жестоко и Русија, Советскиот сојуз фрла големи пари, посебно низ Западна Европа и во Америка, формирајќи ги движењата, хипи движењата, црвените бригади. Тоа се строго комунистички движења. Да, тие се антиамерикански, антизападни движења. Во Југославија избиваат протестите 68-машки, кои
ни ги продаваат како бунт на студентите за демократија, што не е точно. Тие студенти бараат црвени универзитети. Му се лутеа на Тито затоа што комунизмот му е омекнат малку. Бара да се применува универзитет во Белград во Маркс, црвен или Маркс универзитет. Целото тоа раководство на протестите, кое првпат мислев дека тоа се после тоа преобработени луѓе да станат соработници на тајната полиција, но како оди времето, како читам што повеќе работи од тоа време, од разни извори, всашност сите тие луѓе кои изградија кариери после 68 биле промотори на да повлечат вистинската демократска ориентирана млада популација и да ја изнесат удба да ја види и да ја реши. И тие луѓе веќе ги немаше на политичка сцена после демонстрациите 68. Овие кои биле соработници на удба остана во врвот на политиката, после 90-та сите влегува во НВО. Сите беа прогласени за експерти по човекови права. Беа на високи позиции во културата. А културата е основното место каде се пере мозокот на луѓето. Да, па овде во изминативе 10 години се популаризира фразата културна војна. Да. Во Македонија 30 години од осамостојувањето. Нема една книга напишана за страдањето на судените за Македонија. Да. Нема една драма снимена. Да. Нема филм еден снимен. Да. А колку драми има, самите се пишуваат. На стотици илјади следени, Да. за илјадници убиени, Да. за илјадници прогонети од Македонија. Тоа се драми, човечки драми. Да. За никој не смее да се чепне, да одработи такво нешто. Јас мислев со Јани Бојаджи, прв зборувам јавно, и кога беше Јани Бојаджи тука во Канада, сакав да се сретам со него. Да поразговараме на таа тема. Го сметав за човек кој после филмот Ругањето на Христа го добив печаток дека можеби ќе се нафати да направи еден таков филм. Бидејќи ние не можеме да го пробиеме, да ја пробиеме вистината што прави комунизмот во Македонија и денес. Да. Додека не направиме нешто што ќе биде достапно за широката публика. Да, нешто сликовито. Сликовито, филм. Без сите држави кои направија филмови, Да. посткомунистички држави кои направија филмови за страдањето, добија поддршка во светот. Да. Македонија никој не зборува дека е уште комунистичка земја. Да. Слушам сега, читам, Јани станал директор на Алфа телевизија. Дали Јани ке е подготвен сега, бидејќи има медиум во раце, да се нафати да направи не серијал како што правеше Грујо со лажна историја, No. за да го награди синот на Дијана Транталова како режисер. Па направија историски под наводници серијал кој е полн со лаги и невистини. Велича луѓе кои работеле против Македонија. Тоа е повеќе широки теми да привршуваме полека. Да. 68. Да. Што е, значи,
интересно тука? Ше со смашите во Македонија денеска станаа соросоиди. Главните лидери Не само Македонија. низ цела Југославија. Сега. Поддржа Сорос на Балканот, бидејќи директорот на фондацијата Сорос за Балкан е Оливера Бека Вучо, Да. водачот на еден од водачите на 68-машите. Да. Сега. Најистакнатиот 68-маш во целиот свет е Хилари Клинтон. Да. Таа со Сорос се запознава уште во тој период. Меѓутоа уште поважно. Нејзината како ќе дое таа дипломско дело, Дипломска работа. да. Која што ја работи токму тогаш околу 68-69 е заснована на се уште необјавената книга на Rules for Radicals. Значи, се уште необјавената книга Правила за радикали од авторот Солалински. Тоа е всушност правилникот на работа на Антифа. На Антифа. Значи, таа уште тогаш била блиска со Алински, кој што веќе до тогаш 30 на години организира работници во Чикаго и натаму нааму. И книгата е посветена на ѓаволот. Да. На првата страница тој вели дека книгата е посветена на ѓаволот. Значи, Хилари Клинтон е соросоидот во Америка. Говорот, таа реторика дека во Америка владее расизмот, хомофобијата, сексизмот, едно друго, таа уште тогаш ќе користи. Од тогаш до сега се минати 50 години. Тоа е речникот со кој што се користи сега кој нашата фела во однос на Западот, еве и сега. Ќе го завршиме само уште со ова. Судењето на кардиналот, тоест на надбискупот Степинац. Да. Е една многу голема и значајна случка, што впрочем го овозможува успехот на титоизмот за еден извесен период. Она што секогаш ги спречувало и една од главните причини зошто всушност се случува тоа економско чудо во Западна Европа во текот на средновековието е улогата на Римокатоличката црква. Таа како еден вид на империја успева да импарира на локалните царства, на локалните цареви, кралеви, империи и таа на тој начин го заштитува ги заштитува населенината на тие држави како заштитник на своите верници. Тоа е клучната причина зошто се случуваат овие демократски промени на Западот низ текот на тие векови. Тоа е нешто што во православниот свет не се случува, бидејќи православниот свет го христијанизира Византија, византиците се ефективно грци. Тие го немаат римскиот менталитет кој што едноставно оди да го цивилизира светот. Гркот се гледа себе си како надмоќен и тој ги гледа другите како средство за негова корист. Сега. Судењето на Степинац е, јас колку што знам, првиот случај каде што католички големец е осуден од страна на комунистички систем. Бидејќи во Русија советите првен ја забрануваат црквата, меѓутоа тоа е православна црква. Да. А православната црква е дел од државата. Да. Значи со тоа што е отстранет рускиот цар, руската црква веќе нема
ја губи главата. И зависи случај од комунистичката партија. Меѓутоа, клучно е што во Југославија се случува првото расечување на односот со Рим. Прекинување на односите со Рим. И тоа е она што му дозволува на Тито да го, тоест на режимот на Тито, да го наметне комплетно дегенеричниот и декадентниот стил на живот во Југославија, кој што го гледаме токму од таа генерација. Од оние што се родени некаде од 45-та на нааму. Најдете ми човек кој што не го минува малтене секој негов слободен миг во кафич или во кафана. Сите тие, јас кога ќе се присетам на мојот живот во Македонија, сите го минуваа времето во кафана со чашка. Алкохолизмот, како да кажам, мрзешливоста, од недостатокот на иницијатива, тогаш за прв пат во нашата култура се појавува прељубата како најнормална појава. Значи, сите работи кои што црквата би ги регулирала и би ги спречувала, започнуваат да се случуваат тогаш. А тоа е затоа што нема кој да и парира на апсолутната држава. Така. Сега, на Западот, црквата почнува да го губи своето влијание уште на почетокот на 20 век, меѓутоа тоа е како во секој случај во таква една појава, работите почнуваат бавно, па се забрзуваат. Изминатите 50 на години во Европа се помалку и помалку има приврзаност со црквата. Тука голема улога игра фактот што барем половина од Западна Европа се протестанти, кои што повторно наликуваат на православците во однос на тоа што тие се национални цркви и нема заштитничка од Рим. Значи Рим не е оној што и парира на државата. И полека, но сигурно, црквата го губи влијанието. Шведската црква, например, е циркус, па и англиканската црква. Тие имаат жени за свештеници, склучуваат бракови на хомосексуалци, веќе во Шведска црквата бара да се отстрануваат крстови, да се ставаат полумесечини на камбаните и така натаму. Значи, оној сооднос на црквата и државата, црквата која што мора да биде оној фактор во државата кој што го држи населението зацврстено, како би рекол Заев, кормилото кое што ќе го држи народот засидрено. Тоа се губи. И значи народот како полека го губи моралниот столб, така се полесно е за овие комунистички идеи да се шират, затоа што комунистичката идеја, како што рековме, е неморална. Таа е идејата на неспособниот да се докрепи до моќ и до власт. Нема крај на разговорот на оваква тема, затоа па сега мислам дека направивме некаква целина во сето ова. Се надеваме дека ви се допадна и оваа епизода. Ќе ве потсетам повторно да се зачленувате на нашиот YouTube канал, да ги посетувате нашите сајтови macedonianinformationcenter.org и kotle.ca и forum.kotle.ca. Јас повторно се обидувам да се активирам на форумот, па започнувам некои интересни теми кои што во текот на идните емисии ќе се навратиме и ќе ги разработиме. И од оваа книга, таа е малку поблиску да ви види камерата, ќе пренесеме на форумите и на Македонскиот информационен центар многу работи, тоа се оригинални документи.
како работела службата, така да митот и лагите на нашите противници дека тоа што говориме не е вистина, ќе го разбиеме со овие документи тука. Да, сите оние текстови кои што ги пишувавме 2008, 2009, 10 за методите на УДБА, се тука е потврдено на црно и на бело во јазикот на самата служба. Да. Значи нема сега веќе да правиме наши предпоставки, тези и теории, туку колку е книгата е малку посериозна. По број на страници и така. До видување, се надевам ќе се видиме брзо ината недела. Да. Пак ќе бидеме заедно. Така, се надевам дека ќе останете со нас во нашата борба да ја осознаеме и расшириме вистината за нас и за нашата земја. Затоа што само вистината е она што ќе не ослободи. До следниот пат, до гледање. До гледање.